Памела Ивановска од Средното општинско училиште Љупчо Сантов од Кочани е најдобриот оратор по избор на жири комисијата во категорија средношколци. Елена Соколовска, студент на Филолошки факултет во категорија студенти. Гласаше и публиката, па со 67 гласа најдобра беше Даница Левкова од Штипската гимназија. И годинава актуелните случувања во државата, недостатоците, нештата кои треба да се променат, беа дел од ораторските говори. Сега, гледајќи низ редовиве, забележувам дека не се сите тука. Некој фали. Затоа јас вечерва издвоив значајно столче за најдобрата личност. За татко ми, кој остави душата во моите раце, гледајќи ме во очи, земајќи го последниот здив. Почитувани, сте се запрашале ли барем еднаш колку чини човечкиот живот? Во чии раци се нашите животи? За жал, ова беа прашањата кои се вртаа во глава на едно 15 годишно девојче, додека за последен пат се збогував со мојот татко. Средношколците, но и студентите имаа можност гласно да ги искажат недостатоците во државата, заедницата, општеството. На настанот, освен победници, се доделија и благодарници на сите оние кои придонеле за реализација на ораторска вечер. Низ крици и капки пот и крв се раѓа таа секој ден. Не сум сигурна дали се роди Роден Мегленски или пак беше некое друго дете. Го видов кратко, само кога го изнесуваа во редицата селани. Може би не го убиле, па така станал Роден Мегленски. Впрочем, така сите станавме Роден Мегленски. Изратени од ровката ни наша земја, самите во себе создавајќи си го плодот на љубовта кон таа земја во срцата, растејќи го и него како што растевме ние. Полната сала во економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип и годинава сведочеше за една добра организација и можност младите да говорат со цел да се промени нешто. Те поздравувам од името на оние кои деноноќно ги газеш како живи лешови. Те поздравувам и од име на младите кои сега се на аеродромите во Скопје или Охрид и се молат да ги пуштат со неважечките пасоши. И знаеш што? Нема да се вратат. Немаат пасоши. Те поздравувам и од име на мајката работничка, она згугулена со наведната глава над машината, со бела коса, оти нема ниту време, ниту пари да се придотера. На 12-тите поред ораторски вечери во Штип учество зедоа 13 кандидати, сите девојки, студенти или средношколки.